Денеска локалните и регионални медиуми се во многу лоша состојба, поради лошата состојба преминуваат во штрајк со прекин на својата програма. На линија го имаме Димитар Мицев од Сдруженијето на електронски медиуми Медиум Објектив, кој што го поддржуваме, се разбира, штрајкот и ние како Радио Пела, како радиодифузер во нашето време кога најмногу го слушаат радиото во 13 часот со прекин на нашата програма, но поконкретно да слушнеме од нашиот колега што денес ќе се случува, зошто е оваа иницијатива од страна на Сдруженијето на електронски медиуми, Медиум Објектив, со единствена цел да ја запознаеме јавноста со случувањата и лошата состојба во која што се најдуваат регионалните и локални медиуми во Македонија. Добар ден, Димитар. Добар ден, не знам дали се слушаме добро. Да. Поздрав до слушателите на Радио Пела. Вака ние почнавме една иницијатива, нели колегијално ние си знаеме, меѓутоа еве и јавноста да знае, бидејќи се чувствуваме игнорирани од владата веќе подолг период и преземаме еден посериозен чекор, а тоа е нели да влеземе во штрајк за да ни ги слушнат нашите барања. Практично не бараме нешто што е неостварливо, туку е суштинска потреба, затоа што состојбите во локалните и регионалните медиуми е катастрофална, да ја наречам. И сметам дека со преземање некои чекори од власта ќе придонесат кон подобрување на состојбите на медиумите. Целта мислам дека е многу остварлива и не бараме нешто што е нели премногу. Практично бараме да се направат неколку промени во законот за АВМУ и првично да ни ослободат од 50% од плаќање дозволата за вршење на дејност. Како е, јас би сакала и да дебатираме, бидејќи сите сме инволвирани, сите радиодифузери сме инволвирани во сето ова што се случува. Веднаш да кажеме дека нам ни пречи членот 102 од Законот за аудиовизуелни услуги, во кој постои забрана за емитување, например, на кампањи од јавен интерес, не наплаќање на емитување на соопштенија и огласи од локалната самоуправа и од јавните комунални предпријатија, што представува единствена земја сме во Македонија, која што баш со закон е забрането, има забрана за јавно огласување и за јавни кампањи. Ние сме сепак комерцијални радиодифузери, зборувам за локалните и за регионалните телевизии и радија, се разбира. Значи така, членот 102 е донесен наменски, всушност не е дека е членот лош како што изгледа, како што е напишан. Работата е што членот 102 не му е таму местото каде што е во моментов во законот за АВМУ, затоа што врши забрана за локалните самоуправи, за јавните предпријатија да планираат, да буџетираат пари за рекламирање. И всушност тој член произлезе од праксата на претходната власт да со буџетски пари спроведува кампањи за нивни лични потреби или за партиски потреби. Всушност ние бараме корекција на тој член 102, каде што ќе ни возможи да работиме пофункционално и ние, и локалната самоуправа и јавните предпријатија, затоа што и тие имаат потреба да огласуваат на локалните медиуми, за да спроведат некоја акција, за да имат некој повик кој што е потребен на локалната заедница. Практично да ние точно дека нашата општествена функција е да ги известуваме на граѓаните за се што се случува тоа околу нас. Меѓутоа, еве, свесни сме дека, например, ќе земам ако треба јавно да пуштаме некој од локалните седници, например, на советот на седниците, и тоа мораме да го правиме по наше барање, и ако ние сметаме дека нели нашата публика треба да биде запознаена со работата на советот. Всушност за локалните самоуправи да имат поголема транспарентност, тие тоа би требале да го прават колку што можат почесто, да не кажем тоа да биде и обврска на советот, за да
знае јавноста всушност со што се занимава Советот и какви локални проблеми решаваат во нашето окружување. Тоа е само една од работите, нели, за членот 102, кој што мора да претрпи промени баш во насока за во интерес на локалните и на регионалните медиуми. Всушност една од работите кои бараме промена е казаните одредби од законот каде што за иста грешка или за исти прекршок локално радио и национална телевизија плаќаат иста висина на казна. Всушност за националната телевизија таа казна може да биде и минимална, а за локално радио тоа значи и затварање на медиумот. И тоа мора да се промени колку што е можно побрзо. Димитар, како ќе се одвива штрајкот? Ајде да им кажеме на нашите слушатели, на гледачите, на сите оние кои што во овој момент не следат и се разбира да ја прошириме веста, бидејќи не бараме нешто што е незаконско, не бараме нешто што е повеќе од она што треба навистина да им се помогне на локалните и регионалните медиуми заради, еве, како што испомна претходно, поголема транспарентност и видливост на работењето на локалните самоуправи и јавните предпријатија, бидејќи тоа се пари од граѓаните, сето на што го работат е пари од граѓаните и тие треба да бидат информирани преку медиумите за работењето на локалната власт. Како ќе се одвива штрајкот? Како е замислено? Како го замислува тоа нашето здружение Медиум и Објектив? За пред да ви дадам било каков одговор, јас би сакал јавноста да биде запознаена со фактичката ситуација со локалните и регионални медиуми. Значи тоа не е така дека на нас ни текнало. Меѓутоа анализата на состојбата на медиумите кажува една слика која што вели пример, само ќе ви спомнам неколку бројки за да знае јавноста. Во маркетиншкиот колач во целата држава, во целиот маркетиншки колач, повеќе од 90% завршува кај телевизиите, а некаде под 10% завршува, тоа зборам анализа од 2020 година, пошто новата анализа не е излезена уште. Помалку 10% завршува кај радијата. Сега тоа е вкупно се сите национални и регионални на едно место. Каде што од целиот маркетиншки колач практично повеќе од 92% завршува кај националните телевизии од целиот маркетиншки колач во републиката. Останатиот процент се разделува на сите радија и телевизии. Гледајќи, споредувајќи ги со бројот на вработени практично, кај националните телевизии има некаде над 1000 вработени, од вкупно некаде околу 2000 вработени, значи 1000 припаѓаат на национална телевизија, другите 1000 се кај регионалните и локалните медиуми. Значи учествуваме практично исто на пазарот во бројот на вработени, во придонеси во влијание во медиумската фела, а целиот маркетиншки колач практично завршува кај нив. И затоа моментално ситуацијата е таква кај локалните и регионални медиуми, што ние всушност се бориме за опстанок, а не збориме тука за било каков профит или насочување на средствата за не знам какви цели. Ние не бараме од државата да не финансира и да успева на пазарот, меѓутоа бараме фер пристап од страна на законодавецот. Како ќе се одвива штрајкот, како е замислено, дали би се радикализирал доколку не се исполнат барањата кои што ги бара здруженијето? Практично почнуваме со преговори со владата. Штрајкот ќе се реализира во два стадиуми. Првиот стадиум е гасење на програмата на телевизиите или исклучување на радиостаниците не исклучување, него со објавување која е целта на штрајкот во трајање од половина час, тоа е во првиот стадиум и на радијата и на телевизиите. Во вториот стадиум ќе го зголемиме терминот доколку не постигнува никаков договор со власта, ќе преминеме во втор стадиум каде што времетрајањето го зголемуваме за 1 час и прекинуваме со следење на активностите на
локалните самоуправи и на јавните предпријатија. Практично нема да ги пренесуваме нивните пресконференции и соопштенија. Се до моментот додека не ги постигнеме нашите барања. Така да заедно се здружуваме во битката за на поголема можност, пак би рекла, транспарентно, навремено да се информираат граѓаните, а од друга страна да можат локалните радиостаници и телевизиски станици да бидат одржливи, бидејќи стварно сме на работ на екзистенцијата и навистина тешко дека ќе може понатаки да се продолжи. Се разбира доколку државата е заинтересирана на некој начин да постојат овие локални радиостаници. Некои дури од колегите најавија и брзо затворење на радиостаниците и на телевизиите ако се продолжи со оваа ситуација. Ние нема да прекираме сигурно со известување на нашата јавност, нели, се што се случува околу нас. Нормално е дека новинарите мора да продолжат со работа, со нивната основна работа, меѓутоа дека треба да знаат дека локалните и регионалните медиуми се многу важни во нашето обкружување. Ние сме првите кои што ги забележуваме сите работи кои ни се важни за нас околу нашето обкружување. Практично, да не кажем, сметам дека сите од локалните и регионалните медиуми се повлекуваат назад од националните теми. Практично не представуваат предизвик за да известуваме, за ние да известуваме што се случува на национално ниво, затоа што сепак наш интерес е покривање на настаните тука што се случуваат околу нас. Тоа што национален медиум никогаш нема да го покрие, нели, како вест или да ги известува граѓаните, затоа што сепак, нели, тоа е интерес на една мала заедница. И ако ние не покажеме, нели, која е нашата јака страна, и ако владата не препознае кај нас важност во развој на плурализмот, тогаш не знам што да кажем. Сметам дека тоа ќе биде голема загуба за нас лично и за граѓаните вклучително. Димитар, ние како радиостаница и во текот на оваа недела, значи континуирано ќе информираме за сите случувања и настани, ќе вклучуваме и наши колеги со цел да ја разбудиме јавноста и да поттикнеме да размислуваат во сферата на важноста на локалните радија и телевизии, и верувам дека ќе се постигне целта кон подобрување на работењето на локалните радиостаници и регионални телевизии. Ти благодарам што беше дел од програмата на Радио Пела, да информираме дека Радио Пела во 13 часот исто така ќе направи прекин, се разбира, на својата програма, не со одредена информација зошто тоа го прави, зошто е направен тој прекин, и следиме сите понатамошни чекори заедно сплотено и здружени со цел да се постигне целта. Уште еднаш благодарам што бевте дел од нашата програма. Ви благодарам и на вас за поканата, па со среќа и до ново видување. Me gledaš, te sledam.